Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, типично авторитарните лидери ги третираат законите и судовите како инструментален начин и се обидуваат да ги одржат судиите зависни и одговорни од нивните желби. Водачите на воспоставените авторитарни режими им даваат моќ на судиите само за да стекнат легитимитет за режимот и да ги држат неговите службеници одговорни, но понекогаш и по цена на судската независност. Мешаната независност, моќ, отчетност на судиите во авторитарните држави се разликува од она што се наоѓа во демократиите, а неформалните практики често го одредуваат значењето на судската моќ. Овие образци имаат сериозни последици за правната транзиција. Ова го вели професорот Петар Соломон во Кембридж Универзити 2011 година. Ова е Република Македонија 2020 година. Факт е, колеги, дека во Република Македонија правда нема. Тоа го знаат граѓаните, тоа го знаете вие како пратеници од власта и тоа го знаеме ние како пратеници од опозицијата. За обичниот човек во Македонија правдата е слепа, а за опозиционерите правдата живее во тотален мрак. Но, кога сте во прашање вие, властодržците, тогаш правдата и тоа како има изострен вид. Дека нема правда во оваа држава, го потврди и Заев на 15 јули при обраќањето кон вас, членови и симпатизери на СДСМ во Белви. Првата реченица му беше дека знаел дека нема правда и дека знаел дека граѓаните се чувствуваат обесправени. А само за подсетување, тоа е тој човек кој што ветуваше дека ќе донесе правда. Тоа е тој човек кој што 3 години раководеше Република Македонија во изнатиот период, кој што ја раководи и сега. И кога си го поставиме прашањето кој е символ за правдата во Република Македонија изминативе години, се разбира тоа името на Добрила Кацарска. Наистата оваа Добрила Кацарска, која што ја предлагате овдека, и наместо предлагачот од Судскиот совет, господинот Киро Здравев, да излезе и да каже што мисли за Кацарска, кои додадени вредности ги има Кацарска во ова судство, тој молчи како риба, но за изјави во медиумите имал и јазик, и тон, и слика. И тоа е многу некоректно према граѓаните, бидејќи ние овдека бираме Кацарска и вие требаше да барате зошто господинот Здравев ја предлага незе и треба да реагирате зошто дава изјави во медиумите, а не сака да зборува од оваа говорница. Почитувани пријатели, Кацарска ја имаше златната шанса да ја направи Република Македонија правна држава. Добрила Кацарска ја имаше златната акција да ја направи разликата во Македонија, да и власта и опозицијата имаме дореба во правниот систем. Но, таа имаше судење во 2017 година во понеделник према Зоран Заев, а во среда према Никола Груевски. Ниту Зоран Заев го притвори и го осуди, ниту Никола Груевски го притвори и го осуди. Едниот сега живее во Будимпешта, а другиот ни харан издржавува и раскрчмува и распродава се што му е по кејф. Апси кого сака, обвинува кого сака. И затоа граѓаните немаат дореба во ова судство. И повторно ќе ве потсетам, Добрила Кацарска е жената која имаше шанси да направи и национално помирување, и правда, и почитување кон институциите, но таа шанса таа ја прокоцка. А дали знаете зошто ја прокоцка? Затоа што вам и на Кацарска Заев ви е помил од вистината. Нам и на народот вистината е ние најмила. И секогаш од оваа говорница ќе ја зборуваме вистината. Почитувани пријатели и колеги од војачкото младинство, колку од вас беа на протестите пред Уставниот суд, кога требаше да ги влечете уставните судии за уши? Колку од вас учествуваа во тие насилни протести, дали се сеќавате што правевте? Како им се заканувавте на уставните судии? Да ве потсетам дека 2 вечери спиеја, таму им беше страв дека кога ги си отидете од протестите, можеби ќе остане некој ќе ги нападне. Спиеја горе во Софи и во Каучи. Но ние од оваа страна тогаш го браневме Уставниот суд. И денес повторно го браниме Уставниот суд од кадри како Добрила Кацарска. И тоа е поразително за ова општество. Почитувани пријатели, сите вие
од 4. август наваму, од кога сум во ова собрание, зборувате за 27. април. 27. април е настан кој што не смее да се повтори. 27. април е настан кој што е немил и кој што треба да служи за пример како треба да се осуди таков настан од сите политички чинители. И ние тоа го направивме, но вие цело време само зборувате за тоа. Вие немајки аргументи излегувате или за 27. април, или за врбите. Граѓаните од тоа немаат ништо. Но ќе ве прашам уште една работа. И размислете, 27. април е последица. Дали некој од вас се сеќава што се случи на 6. мај 2015 година? Владата беше обколена, од оваа страна на салата бев јас член на таа влада, а од вашата страна беше сегашниот министер Фатмир Бесими. Кога дивите орди на СДСМ и шарена револуција дојдоа пред владата и нас тогаш не вадеа позади парк. Но имаше 35 повредени полицајци, од кои 4 имаа скршени черепи, бидејќи ги удирате со пекатон коцки. Знаете ли што е разликата? Разликата е следна. Што за тој настан од мај месец имаме 0 часови, 0 минути, 0 секунди затворска пресуда. А од настанот од 27. април имаме 211 години пресуда плюс 85 години пресуда заради нападот на почитуваниот колега Зиедин Села, тоа се 300 години робија. Е, тоа е разликата. Едно насилство кое што нема да се пресече, раѓа друго насилство. И тоа е вистината, почитувани колеги. Секој живот е важен, колку што е мојот, толку и вашиот и на полицискиот службеник. Разликата е во тоа што тогаш имавме организација, сеќавате, ајмо звиждујке. Ајмо звиждујке, 5 души завршија со скршени черепи, 0 секунди имаше затворски казни. Понатаму, Добрила Кацарска не е кандидат кој што заслужува да биде уставен судија. Добрила Кацарска не е кандидат кој што ќе ги помири духовите во ова собрание и помеѓу народот. Добрила Кацарска е само уште едно јаболко на раздерот во нашето општество. И ние мораме да се бориме тие јаболка да ги нема. Колкав и да е атерот, колку да има заслуги изработено за партијата, народната воља е пред се и тоа никогаш немате да го заборавите. 30 години се игнорира народната воља, мораме да престанеме, ова вака не оди никаде. На крај ќе завршам дека во хибридното владење, во хибриден режим, судовите се сметани само како пијуни на хибридниот режим. Потребно ни е ново време, колеги, потребно ни е ново време и вистинска правда. Правда која ќе ги исклучи сомнителните лица како Кацарска. На Кацарска во новото време не е местото. Секој систем кој ќе ги испитува начините на кои правото и судовите се распоредени како инструменти на управување, како жаришта, каде се структурираат расправите помеѓу државата, општеството и околностите. Време во кое судовите ќе се трансформираат во места на активен отпор. Итно е потребно истражување, вклучувајќи авторитарна издржливост и транзиција на режимот, човековите права, природните права во законот, развојот и промоцијата на водењето на правото. Ние, почитувани колеги, ние почитувана јавност живееме во време на ерозија на правата и слободите и гласно се лажеме дека живееме во демократија. Ова не е демократија. Демократијата представува ред. Ова што вие го правите е неред. И тој неред мора да престане час поскоро. Доброто на вашите деца, на нашите деца и нивните генерации. Благодарам.